Речиси секој викенд поради сообраќајниот хаос туристите патуваат и неколку часа од Попова шапка до дома, со што повторно станува јасно дека туристичкиот центар нема капацитет да прими голем број возила. Изградба на жичарница е еден од предлозите на граѓанската иницијатива да ја спасиме Попова шапка, која беше изнесена на јавна дебата. Оттаму додаваат дека треба да се направи план кој ќе опфати подобрување на целокупната инфраструктура. Како примарна точка ни е жичарата Тетово, Попова шапка. Ако тоа успееме да го изградиме, тогаш сите други проблеми како домино ефект ќе дојдат едно по друго, ќе се решат. Па де факто дека проблемот со паркирањето, односно со пристапот до центарот е најболен. Жално е што менаџерскиот тим не успева тоа да го реши со години наназад. Има одреден позитивен знак годинава, меѓутоа не е доволно две комбини да вртат до Сидол и да ги транспортираат туристите. Ние бараме и во деталниот урбанистички план секогаш да се изработат паралелно и делот на викенд населбата, делот на хотелите заедно со делот на скијачките патеки, пошто не можеме да имаме скијачки патеки за 30.000 посетители, а немаме легла и паркинг места. Граѓанските активисти сметаат дека решението за Попова шапка мора да биде комплетно и на него да работат и локалната и централната власт заедно со граѓанските иницијативи. Тетовскиот градоначалник Билјалка Сами, кој организираше дебатата, истакна дека заеднички интерес за сите е развиена туристичка дестинација. Ние сме тука за да докажеме нашиот интерес за комуникација, и официјално ќе се обратиме да се координираме во делот на активностите, се со цел, значи, овде не се работи кој ќе превземе кој ќе биде прв во делот на идејата за развој на Попова шапка, туку заеднички интерес е да ги координираме активностите и да имаме развиена туристичка дестинација. На дебатата беше презентиран и веќе постоечкиот мастер план за Попова шапка, со кој во фокусот се ставаат паркирањето, жичарницата, деталниот урбанистички план и подобрување на ски терените.